Вашиот адвокат на граѓаните, нашата редовна петочка рубрика. Јавувајте се, поставувајте ги прашањата до вашиот адвокат Бојан Милошевски. Добро ви утро и добре дојдовте. Добро утро, добро ве најдов. Поздрав до вас, Ана, и поздрав до гледачите на Алфа телевизија. Ви благодариме што и во вонредна состојба постојано соработката се одвиваше, како во редовна состојба, и ви благодараме што повторно сте тука во студиото на телевизија Алфа. Така, секогаш кога ќе бидам во можности, кога ќе ми дава времето, ќе бидам тука за гледачите на Алфа телевизија, секако да одговориме колку може да помогнеме на вашите гледачи да ги решат нивните проблеми, правни проблеми и да го заштитат нивниот правен интерес. Секако, се во интерес на граѓаните на Македонија. Најпрвен да започнам, пред да ги вклучиме и телефонските линии, да ги слушнаме и вашите мислења и воопшто прашања. Стигнуваат до нас постојано, затоа што има многу голем интерес за оваа рубрика, до Facebook фан страницата Добро утро секое утро и до нашата имейл адреса dobroutro@gmail.com. Едно од прашањата вели: добар ден, пред 40 години Ивана има поставено бандера на приватен имот, побарано е да се дислоцира, ни побараа пари за да дојдат на увид. Плативме, дојдоа и рекоа дека дислокацијата треба да ни ја фактурираат, а од самофинансирање е целиот електричен систем. Дали без моја дозвола смеат да влезат во двор за интервенција? Молам одговор од адвокатот. Па видете, значи правото на собственост е неприкосновено право, уставно загарантирано и согласно позитивните законски прописи во Република Македонија. Така што без посебно одобрение, дозвола, односно како што налага и самиот устав од страна надлежен орган, односно суд, никој не може да го повреди вашето право на собственост или пак мирното уживање на собственоста. Во конкретниот случај се работи за јавно добро, односно електродистрибутивен систем на електрична енергија, што значи дека според мене доколку се работи или за трафостаница или пак за бандера, бидејќи таа е дел од напојувањето на електрична енергија, се работи за експроприација на имотот, така што секако треба да се поведе предлог за експроприација, односно доколку се одземе дел од имотот на собственикот. Во конкретниот случај претпоставам дека се работи за дислокација, како што кажавте, која што е финансирана од самопридонес во некое друго време, при што мислам дека се извинувам, граѓаниот, односно собственикот, треба да побара правна заштита, бидејќи во секој случај таа дислокација не треба да биде на негов трошок. Да. Како и да е. Да, го имаме и гледачот прв за денеска во нашата редовна петочка рубрика Адвокат на граѓаните. Добро утро. Повелете. Добро утро. Поздрав до вас и до емисијата, до вашиот гостин. Не знам дали ќе може да ми одговори адвокатот на едно моје прашање. Се работи само за наследство од втор степен, каде што сите процедури се завршени, да речам, на нотар све дојде во градско собрание да се пријават наследниците од втор степен дека се собственици на станот, дел од станот, и во моментот тоа се спроведе, требаше да се продади нашиот дел на газдарицата, која што е во станот се уште жива, стара жена, и се сложи дека сака да го купи нашиот дел, минимален, да речам, повеќе наследници, 3-4 сме наследници, по една 12-тина тамо, не е битно, меѓутоа адвокатот нивни се јави и инсистираше што побрзо да подпишиме тој купопродажен договор, нашиот дел да го продадиме на газдарицата, кај што си е таа, нема деца, наследено е од сопругот, а сопругот беше брат на сопругот мој и на мојата зова. И сега ние по тој пат наследивме и она као се сложи сето тоа да го откупи нашиот дел по една 12-тина и да ни исплати за тоа. Нивниот адвокат во меѓувреме од кога брзаше во градско собрание да се спроведи таа процедура, се спроведе, сега како нов договор за купопродажба направи и инсистираше брзо да го подпишиме сите наследници, дека се слагаме да го продадеме на нејзе, тоа го направивме и сега
еве го 4, 5 и 6 месеци, он никаде го нема, не е исплатено, а ние на нотар не отидовме да подпишеме пред нотарот дека сме продавачи и со тоа они да ни покажат уплатници дека се префрлени парите за нашиот дел на сметка. Дали може тоа да биде спроведено без нотар? Тоа ми е прашањето. Дали они си го спарија тоа сега, пошто ние ги подпишавме договорите, не пред нотар, адвокатот ги собра нашите подписи од нашите договори за продажба на тие делови и сега се чудиме зашто не исплатуваат собствениците на станот во кој што се уште живее старава, меѓутоа адвокатот неизин ги спроведува овие работи и ние како во роднинска, да речам, врска ете со поверение, подпишавме на тие договори, дадовме на нивниот адвокат. Нивниот адвокат дали е можно да го спроведи сето тоа без да не исплати сега, пошто на нотар ние не отидовме. Дали е правото на пред нотар да одиме? Јас се извинувам, можда Ако сте на линија, само да ве прашам едно кратко прашање. Дали подпишавте пред договор за купопродажба на недвижниот имот или пак договор за продажба на недвижниот имот? Договор за купопродажба на тој недвижен имот за нашите идеални половини дека се продават на така. Дали може да се спроведи сето тоа и да не исплатат? Без да присуство ние да бидеме на нотар, можда ние од незнаење, тој кога се јави адвокатот брзо да подпишите, за да спроведиме, подпишавме, ги собра адвокатот нашите подпишани договори за значи од тројцата нас наследници и дадовме очекувајќи дека ќе не викни на нотар и да не исплатат. Тоа не е сторено. Ви благодариме за јавувањето, да го слушнеме и советот од адвокатот. Така, јасно е прашањето, значи да нема бојазност никаква кај гледачката. Значи договор кој што не е потврден од страна на нотар, односно правно дело кое што не е потврдено со одузаверка, односно солемнизиран договор, не може да биде предмет на правниот промет, односно не може да биде спроведен понатаму и запишан во јавните книги. Така што гледачката да нема страв и да не се плаши, веројатно тоа е договор склучен помеѓу страните интерно и бидејќи се работи за сосопственички дел, во оваквите двострани правни дела мора да постои согласност од сите сосопственици на предметната недвижност за да може да се спроведе тоа правно дело, односно за да може да има правно дејство самиот договор. Така што со самата потврда од страна на нотарот која ќе отидат да го склучат договорот пред нотарот, тој ќе има правно дејство и правна сила и понатаму така склучениот договор оди во градот Скопје, бидејќи претпоставам дека гледачката се наоѓа на територија на градот Скопје, за да се пресмета данокот на промет, од кога ќе се донесе решение и ќе се уплати данокот на промет од страна на купувачите или продавачите, во зависност од како се договориле овој трошок да биде на која страна. Во тој случај оди кај нотар последен пат и каде што се солемнизира самиот договор и нотарот по службена должност истиот го спроведува во катастерот на Република Македонија и се запишува недвижноста на новиот собственик во јавните книги. Верувам гледачката е задоволна од правниот совет. Да слушнеме кој ни се јавува. Добро утро. Добро утро. Повелете со вашето прашање до адвокатот. Вака. Добро утро. Да, ве слушаме одлично, повелете. Вака, работам 11 години во фирма и нормално најавив дека некаде кон половината на овој месец, пред уште 2-3 недели повеќе, дека ќе напуштам фирмата поради добивање на работа во странство и кажа дека до тогаш ќе бидам на работа, до тоа и после да ми се даде одморот што ми следува и нормално да ми се исплати за тоа или К15. Се беше во ред. На моментот на тоа ми река дека немам право на годишен одмор, затоа што немало поминато 6 месеци, ниту на К15.
прашувам дали имам право на пропорционален дел на годишниот одмор за изминативе 5,5 месеци, па и дали ми следува и К15. Добро. Ви благодариме за јавувањето. Така, согласно Законот за работни односи, доколку работникот нема остварено 6 месеци кај работодавачот каде што бара да го користи правото на годишен одмор, тогаш согласно Закон за работни односи му следуваат за секој изминат месец во работен однос по 2 дена годишен одмор. Тоа е што се однесува до годишниот одмор, значи гледачот има право на користење на годишен одмор, доколку не го исполнил оној минимум кај работодавачот. Понатаму што се однесува до правото на регрес за годишен одмор, популарно речено К15, тоа согласно законот има право, секако доколку исто така го остварил ова право, односно 6 месеци бил во работен однос претходната година, значи го користи наредната година, но треба да се види за каква институција се работи, доколку се работи за приватен правен субјект, во тој случај кој колективен договор важи за тој сектор и да се погледне во тој колективен договор дали му следува право на К15, односно право на регрес за годишен одмор и колку следува, односно како е уредено тоа прашање согласно подзаконскиот акт, односно колективниот договор. Во секој случај, значи ова се општите прописи согласно Закон за работни односи каде што ги уредуваат прашањата на правото на користење годишен одмор и правото на регрес по основ на користење на годишен одмор. Да слушнаме што има да ве праша следниот наш гледач. Добро утро. Добро утро. Повелете. Имам една нива, земаа ми ја по концесија, земаа имам имоти за неја. Жали се инспекторката Савка не преземаме, јави су катастро там Копчени, не преземаме, јави тоа земјоделието не преземаме. Како можам да поврдам нивата назад, имам имоти, не само неаквот. Што, зема не работи нивата. Сега не работите, така убаво ве слушнавме. А? Сега велам не работите, така убаво слушнавме. Ама ние не работам, да работам, ни поне работи тај што зема. 5 години. Кај да се обратам, за да поврнам нивата да работам. Имам имоти за неја. Така, Добро. треба да се види во принцип оние кои што ги даваат Министерство за земјоделие, претпоставам дека е обработлива површина. Министерството за земјоделие ги дава под, односно исклучува договор за концесија за користење на обработливо земјоделско земјиште, така што во конкретниот случај не можевме баш добро да разбереме од гледачот зашто конкретно се работи, бидејќи Министерството или за земјоделие или кај концесиите кои што се под надлежност на Министерството за економија, според мене не може да се склучи договор со друг корисник на концесијата, кој што е различен од собственикот на самото земјиште. Тоа може да се случи под определени услови доколку собственикот на земјиштето, земјоделското обработливо земјиште се откаже од самиот имот, односно земјиштето, па истото да се даде на понатаму обработка на друг корисник на земјиштето, односно на концесијата. Така што треба да се види конкретно зашто се работи, меѓутоа како идеја би го упатил гледачот да го заштити своето право и правен интерес пред државниот инспекторат за земјоделие, да поднесе еден поднесок, секако да видиме зашто се работи, да види самиот тој како може да дојде до заштита на своето право, евентуално да се раскине тој договор доколку е дадена обработката на друг кој што е различен од собственикот на земјиштето. Да, добро. Имаме уште еден гледач. Добро утро. Добро утро. Повелете.
Поздрав до вас во студио и до вашите гледачи. Поздрав и до вас. Благодарам. Моето прашање е на кој начин можам трафостаница од моето дворно место да иселам? Трафостаницата од вашето дворно место да Да се исели. да се отстрани, Отстрани, така? Да. Добро. Толку, тоа е прашањето. Да. Ви благодариме. Да го слушнеме адвокатот Бојан Милушевски. Вака, најпрво треба да се види дали за предметното земјиште, односно предметниот реон, има веќе утврдено урбанистичко-планска документација, што значи дали е донесен детален урбанистички план доколку се работи за град или пак доколку се работи за село или воднаселено место, соодветно урбанистичко-планска документација. Доколку се работи, односно доколку е донесена соодветно урбанистичко-планска документација, во тој случај треба се види дали и каде е предвидена ваков тип на супраструктура, тоа е Е2 намена супраструктура, да се дислоцира, односно да се на друга парцела. Верувајте, тоа е многу битно, бидејќи едно е вие да сакате нормално и да го страните тоа од вашиот двор, така речено, од вашата парцела, меѓутоа друго е прашањето дали има можност за такво нешто, односно техничка, урбанистичка и така натаму. Во таков случај, значи, треба да се види конкретно предметот, дали постои таква документација планска, а во спротивно, како што кажав и претходно, доколку се работи право на собственост, каде што има ваков вид на супраструктура лоцирано, во тој случај, оној кој што е имател на ваквиот објект, секако во секој случај треба да плаќа соодветен надомест за користењето на туѓото земјиште, каде што е поставен овој објект, согласно Законот за собственост и други стварни права. И понатаму да се види можноста за евентуално понатака да се скроз во целост да се дислоцира ваквиот објект. Значи, све зависи од планската и урбанистичко-планската документација, како е и што е предвидено за таа намена. Добро, верувам дека гледачот е задоволен со вашиот правен совет. Да слушнаме кој е прашањето следно од нашиот следен гледач. Добро утро, повелете. Добар ден, добар ден. Се јавувам од Евгелија. Поздрав до емисијата, поздрав до адвокатот. Поздрав и до вас. Сакам да поставам едно прашање. Јас сум дете, сирак, останат со татко, починат уште многу млад. Дедо ми починал уште помлад и не оставил тестамент. Они се 4 браќа. Дали татко ми е лишен од тестаментот, меѓутоа без договор на дедо ми пошто починал? Дали имам право да ја барам собственоста, идеалниот дел на татко ми? Добро. Ви благодариме за јавувањето. Добро, видете, согласно Законот за наследување, тестаменталното наследување е еден вид на акт кој што оставителот, односно завештателот во моментот на смртта го остава со цел да се отвори во моментот на неговата смрт од оние кои што ги навел како тестаментални наследници. Но во секој случај би ја упатил гледачката да без разлика што незиниот покоен родител е исклучен од тестаментот, да се обиде да бара оној нужен дел кој што му следувал на незиниот родител во моментот на смртта на оставителот, а сега нормално би следувал на нејзе како потомок на незиниот родител. Така што тоа е еден од начините секако да се определи, односно добие определен дел, бидејќи, како што кажа, неспорно е дека незиниот родител е исклучен од тестаментот, односно од тестаменталното наследување. Добро. Уште еден гледач, немам ни кога да ви ги поставам неодговорените прашања од минатата недела, но добро. Да, има огромен интерес и ви благодариме за довербата на сите редовни гледачи на телевизија Алфа и добро утро секој утро. Добро утро за следниот гледач. Добро утро. Повелете. Сакам да поставам едно прашање. Имаме пред години, уште 73 година, поклон на нејзе женивот од нашиот свекор.
Тоа беше се во ред негова желба без никакви обврски. Меѓутоа, понатака, кога другиот дел го подарувал на Деверов, од нашиот дел одземени се 28 квадрати, каде што оставени сме без пат и земене влезот до влез, едноставно немаме влез во куќата. Побаравме, како го видовме тоа, побаравме во катастар корекција на грешка, меѓутоа, од тоа ништо во правната служба, наводно дошол некаков договор и подпишаме дека е примено ова барање да влеземе во постапка од мојот сопруг, меѓутоа тоа не е подписот на мојот сопруг и понатака спроведена е трансформација на земјиштето и покрај тоа што на имотниот лист стои дека е побарана корекција на грешка. Направена е трансформација, оставени сме без пат, одземена ни е гаража, едноставно одземени ни се 28 квадрати од тоа што ни е поклон од претходно 73 година. Што можеме понатака ние да направиме, затоа што сме оштетени со 28 квадрати од договорот за поклон на недвижено. Фактички два пати е поклонет имотот. Еднаш нам, тие 28 квадрати повторно нотарката ги спровела кај Девет. Добро, благодариме за јавувањето. Вака, значи, колку што можев да разберам, тука може и да се работи за некој кривично дело, бидејќи вели гледачката дека не е подписот на нејзиниот сопруг, значи може да се работи за фалсификат, меѓутоа се плашам дека тоа ќе може да се спроведе, бидејќи зависи колку време е изминато да се гони по тоа, за тоа кривично дело, да не постои застарено, сепак треба да се види кога е периодот. Она што можам да го кажам дека во ова постапка, во овој предмет, дека е потребно повторно да се направи излагање на ова земјиште врз основа на договорот што е за поклон, даден 70-тите години, движење за земјиштето, односно за самата таа катастарска парцела, во смисла на тоа од денешната катастарска парцела како се издвоиле, односно како настанала, на кој начин денешната катастарска парцела, од кои парцели во минатото, да се направи од приватен геодет, еден геодетски елаборат и да се исправи во катастерот, значи, таа грешка. Гледачката рече дека е поведена постапка и е спроведена за приватизација на градежно земјиште. Тоа не е спорно, бидејќи патот кој што вели до незиниот дом, тоа не бил јавен пат, претпоставувам, заради тоа и е спроведена приватизацијата. Инаку немало да се спроведе, бидејќи кога имаме јавна површина, односно јавен пат предвиден во детален урбанистички план. Меѓутоа, во секој случај, гледачката има право на службеност, односно на пристап до својата парцела, односно до објектот каде што живее, доколку и во случај да парцелата не гласи на нејзино име, а претпоставам дека во овој случај се работи и за идеален дел кој што е во рамки на катастарската парцела, така што доколку се работи за идеален дел, тоа значи дека сособствениците во самата парцела, дали е катастарска или градежна, секој имаат свој дел, меѓутоа никој не знае каде е нивниот дел, се додека не се направи физичка делба. Така што сметам дека може да си побара службеност, доколку е затворен влезот, не може да влегува во нејзиниот дом и да ги користи секојдневните потреби кои што ги дозволува законот. Токму така, да слушнеме какво прашање има до адвокатот Бојан Милушевски, следниот наш гледач. Добро утро. Добро утро. Повелете. Ви молам, ако може, едно прашање до адвокатот. Секако, повелете. Ви замолувам да ми кажете, ние имаме од денационализација вратено нива. Нивата е на 6 души разделена и бевме кај нотар. Бевме кај нотар и сега имаме ние документ. А предходно е земена нивата. Нивата е земена и садена е ореви. И кога може и како може ние да си ја
повлечеме нивата на наше име. Зашто бевте кај нотарот, да направите физичка делба или? Имавме ние физичка делба на 6 луѓе е разделена, а татко ми е починат. И добивме ние од тие наше нивата, а сега како може да ја земеме? А садел некој поп тамо дрва. Како може да ја добиеме? Наша е. Како можеме? Малку е нејасно прашањето, затоа што ако е поделено на 6 мина, имате, нели, веќе Ако е документи. затоа и прашав, да. Дали е Имаме физички? ние документ на нотар направено да е наша нивата, а зошто тој не излегува од нивата? Не така да излезе од нивата. Има посадено реви. Така. Дрва. Добро, ви благодариме за јавувањето. Како што сватив од прашањето и претпоставувам дека гледачката заедно со останатите сосопственици кои што го добиле правото на денационализација го вратиле имотот, потоа направиле физичка делба во смисла на тоа на кој колку делови му припаѓа, односно му следува, и во таква смисла секој оној дел кој што ќе го определи во конкретниот случај нотарот или пак вонпарничниот суд, доколку оделе во вонпарнична постапка, се определува, односно се добива свој катастарски број, односно нова катастарска парцела. И во таа смисла, во тој случај може исто така геодетот да излезе на лице место, да го околчи имотот, односно да се знае каде е површината конкретна на таа катастарска парцела, во конкретниот случај кај гледачката, каде што ќе може да се огради, односно да се постави своја ограда. Меѓутоа, во конкретниот случај претпоставам дека се работи за туѓо владение, кое што е за владение кое што е на туѓ имот. Во таа смисла ја опатувам гледачката да проба со, да речеме така, со добри намери, да го покаже, така е, да го покаже имотниот лист дека она е исклучив и ексклузивен собственик на имотот и да му даде определен рок да оној кој што го владее незиниот имот да се исели. Воспротивно се поведува тужба пред надлежниот основен суд за подрачјето каде што се наоѓа имотот за поведување на постапка за иселување од луѓе и ствари и предавање во владение. Така што тоа е делот од постапката каде што се работи за собственички или пак за владетелски дел, како стварно правен институт. Добро. Прво се убава, потоа ако не се разберат, секогаш така. Човечкиот момент, да го запазиме секако. Да, прашањето што исто пристигна до редакцијата на Добро утро секое утро, ќе ви го поставам малку подоцна, ако имаме време, затоа што имаме уште еден гледач да не чека. Добро утро, повелете. Добар ден. Веќе е добар ден. Се јавам за истиот случај како предходната гледачка. За денационализација. Ми враќа земјиште 65.000 квадрати. Земјиштето не е обработливо, се наоѓа ридно место, пашњак. Моето на дедо ми што му го зеле земјиштето е обработлива земјишта, али даено на други собственици. И сега сакам да го прашам адвокатот како можам јас направим спор до управен суд, жалби едно друго и земјиштето ми го дава ридот. Како можеме ние тоа да го добијаме и на каков начин 65.000 квадрати од земена земја денационализација? Ви го вратиле земјиштето или? Не ни е вратено, не ми е ни собственост, а од управен суд не вратија, требаше 2 милиона денари да ме обешета, не може, државата немала пари и ми рече може замена земјище. Обработлива површина да можеме да добијаме. И сега адвокатот ми вели, нека се мени власта, ќе наредиме работата. И јас фатите дедо документите
решение доткајливо и не знам се што да правам. Добро, да слушнеме правен совет од адвокатот. Видете, Благодариме за значи во јавувањето. постапката за денационализација, согласно законот за денационализација, секако имаше рок до кога се поднесува барањата и предметите се уште за жал течат, преку 20 години се водат предмети во постапки за денационализација, траат повеќе од 15-20 години. Значи таму согласно законот имате две или три опции, или да го вратат земјиштето кое што е подобно да се врати, односно од земениот имот, или пак истиот доколку не може да се врати, доколку е предвидено согласно урбанистичко-планска документација некое добро, или пак доколку има изграден веќе објект од јавен интерес и така натаму, проценетото земјиште се враќа во вид на обврзници кои што на пазарот после тоа истите можете да ги продадете и да ги уновчате како износ, паричен износ. Во конкретниот случај, значи комисијата, односно ви му понудила на гледачот, бидејќи немала средствата да ги исплати, што според мене доколку се утврди износ на исплата на средства, било да е заменет со обврзници, бидејќи обврзниците на пазарот моментално се зависи од која емисија на обврзници се работи, меѓутоа одат и до 95-6% од износот, што значи дека доколку ги продаете, ако ви се доделени 2 милиона денари, вие ќе земете, не знам, пример 1.800.000-1.900.000 денари, што значи дека јас би инсистирал да гледачот оди до крај со постапката, да му се исплатат средствата во вид на обврзници, а не да биде заменето земјиштето, бидејќи доколку биде земјиштето заменето, повторно ќе треба да биде со оваа проценета вредност да му биде даено друго земјиште кое што представува Република Македонија. Инаку, нормално дека би изгубил, па потоа повторно би повел судски постапки за да му се надомести штетата, бидејќи на тој начин разликата во цената и разликата во намената едноставно на неговото земјиште представува намалување на неговиот имот, што значи дека ќе треба поведе постапка за надоместна штета на разликата која што требал да ја добие и од онаа што му била дадена како замена за неговото земјиште. Значи јас го упатувам и го охрабрувам гледачот да оди докрај со оваа постапка, да му се исплатат средствата дадени и досудени, да речеме, од страна управниот суд во вид на надомест во обврзници. Да, верувам дека гледачот е задоволен и со овој правен совет. Добро утро за следниот. Ало. Повелете. Добро утро, добар ден. Добро утро, добар ден. Едно прашање до адвокатот. Имаме една нива во около Беското, 3500 квадрати, и сега излезе на едниот крај поминува далековод, две бандери на Евана, помесено е барено да се дислоцира, да се укопа фактички далеководот да иде под земја, се трудуваме и да ископаме канал, ние само дистрибуција, Евана да си дојде и да си положи кабел, и поднесла сметка за тоа да платиме 15.000 евра. Ние сме да го продадеме за више за покупање. Има ли нешто можно да се помисли тук на Евана и дали постои можност нешто такво да се... Добро, го слушнавте прашањето затоа што имаше малку прекини Да, во видете, значи телефонската линија. јас сум имал доста примери каде што на овој начин ова енергетска компанија го наплаќа своето побарување, значи ова е навистина голем трошок, како што кажа и самиот гледач, значи таа сума, односно тие средства се движат од прилика толку. Ако мене ме прашувате лично, ова е еден далеководот е снабдителен објект, да кажеме, каде што не се снабдува само со струја гледачот, односно странката, него тоа е едно пошироко, поголемо подрачје. И во таков случај тие трошоци да паднат само на терет на еден сопственик на парцелата или на соседот или на, еве да речеме, на 2 или 3
парцели, навистина нема смисла. Што значи дека сметам дека овдека треба на државата да се вклучи во ваквиот процес, бидејќи без разлика што конкретно Евана е приватна компанија, меѓутоа енергијата, електричната енергија е едно добро од јавен интерес. Така што сметам дека овдека државата треба да се вклучи со своји средства кога се работи за дислокација на ваквите објекти, инаку да паѓа за жал на трошок на граѓаните. Да. И уште едно прашање до нашиот адвокат Бојан Милушевски од наш редовен гледач. Добро утро. Добро утро. Секој утро. Секој утро. Имам едно прашање до адвокатот. Повелете. Почина мажо ми. Куќата е на мене, јас купувач сум на куќата. Сега, дали јас имам две деца, ќерката ми бара дел, а другиот не ми бара дел. Од татковината. Сега, јас чувам на ќерка ми дете, пошто таа го оставила мало. Нема дајно динар пари за тоа дете што го чувам кај мене. Дали можам јас тај дел неизин да комплизација да направам, да ви го земам дело. Што го чувам, дечето го школувам се 11 години, а дечето е оставено од 3 години. Добро. Тоа е прашањето. Видете, така. Значи според мене за жал тоа може би да го направите во некоја друга постапка, меѓутоа делот од наследството кој што го има вашата ќерка, за жал не може да се лиши од наследство доколку самата не се согласи на тоа, односно доколку наследникот од прв наследен ред, во конкретниот случај детето, доколку не се согласи на такво нешто, односно даде негативна наследничка изјава со која што се откажува од имотот, за жал не можете да го земете како компензација, односно надомест за тоа што го гледате детето и така натаму. Доколку тоа го барате или имате таква некоја намера, сметам дека тоа треба да го направите во една друга постапка, меѓутоа од кога ќе заврши постапката за наследување, бидејќи како и да е во секој случај, една половина од имотот има право на наследство, значи децата, а од другата половина ја има наживеалиот брачен другар, во конкретниот случај сопругата, каде што и од половината на децата, исто така сопругата има право на наследен дел. Така што да го лишите некого од правото на наследување, макар какви околности да настапиле во текот на животот, сметам дека не може да се направи едноставно, тоа ќе треба да се бара во некоја друга постапка. Да. Добро. И прашањето што ни пристигна на нашиот лайв стрим на телевизија Алфа, дали може да објасни адвокатот како се одвива процедурата за оружје? Подаваш документи исправни, а позитивен одговор нема. Дали лошо се поднесуваат или има некој закон што не знаеме за поднесување или пак станува збор за нешто сосема друго? Видите, ова прашање е уредено согласно закон за оружје, така што таму има низа документи кои што се поднесуваат, меѓу кои лекарско уверение, потоа потврдите за неосудуваност, дека не се води постапка кривична против подносителот и така натаму. Тие се наведени во самото барање кои што треба да се достават. По однос на барањето одлучува комисија, која што комисија има дискреционо право да одлучи по однос на барањето дали ќе ви дозволи или не да добиете дозвола за поседување на оружје. Значи не за носење, туку за поседување на оружје, и тоа зависи од каков тип. Значи дали се работи за C1, B1 и така натаму. Доколку ви го одбие барањето комисијата, не е должна, согласно законот за оружје, не е должна да ви даде образложение зошто ви е одбиено барањето. Секако понатака имате право на второстепената комисија да се жалите, меѓутоа таа е една дискрециона постапка каде што се води, меѓутоа како и да е, гледачот може да поднесе еден поднесок во смисла на ургенција до каде му е постапката, бидејќи
очигледно дека не добива одговор како му е решено барањето. Но во секој случај и да е негативно, ќе добие на неговата адреса решение со кое што се одбива барањето за дозвола за поседување на оружје. Да. Телефонските линии се уште кратко време отворени само за вас, граѓаните и гледачите на телевизија Алфа. Правен совет од адвокатот Бојан Милушевски. Добро утро за следниот наш гледач. Добар ден. Повелете. Ало, добар ден. Ве слушаме одлично. Ало, може да разговараме? Да, ве слушаме одлично. Повелете со прашањето за адвокатот. Вака се, прашањето ни е од 48 година ни е доделено земјиште на дедо ми, али со национализација 53-4 таму како беше тоа колективот го зема. Сега ние не бевме тука, тур беше ова законот за денационализација да се врати земјиштето. А сакам да го прашам адвокатот дали се уште постои можност да се врати имотот од денационализација. Добро, благодариме за јавувањето. За жал не. Законот за денационализација беше донесен чином 98 година, а барањата за денационализација не сум сигурен точно, меѓутоа мислам дека до 2003 година да се поднесат. За жал не може да се поднесе барање за денационализација и да се врати имотот. Евентуално да се поведе некоја постапка, зависи треба да се види како и на кој начин е одземен имотот, може да е и експроприиран на времето, а не национализиран, така што да се поведе, меѓутоа и тие рокови сметам дека се застарени за деекспроприација, така што треба конкретно да се види преметот, меѓутоа да не испадне дека ќе го разочараме гледачот, меѓутоа роковите што се поведува за враќање по овие основи на имотот кој што им бил после 45 година одземен на граѓаните, согласно овој закон за денационализација се изминати. Да. Уште малку време, ако имате прашање до адвокатот на граѓаните, уште некои 5-6 минути. Уште едно прашање на исто лайв стримот на телевизија Алфа. Вели вака, сакам да поставам прашање до вашиот адвокат. Се работи за уцена, ме уценуваат, ме вршат притисок. Сака да подпишам спогодба за некаков долг од 2002 до 2014 година за сума од 128.000 денари. Се закануваат дека ќе ми ја исклучат електричната енергија ако не се подпишам, односно прифатам. Сакам случајот да го пријавам кај регулаторната комисија. Добро, се работи веројатно за долг за тековни трошоци, колку што разбрав, веројатно за електрична енергија или пак вода и така натаму. Да. Притисок за подпишување на спогодба за некаков долг. Видете, јас и во претходните емисии кажав дека во март месец, отприлика, се донесе еден закон за отпис на долгови и отпис на камати и репрограмирање на долгови, кој што закон се однесува токму на давателите на овие јавни услуги. Па во таа смисла имаше рокови кои што се оние постапки спроведени во судовите пред да се дадат на нотар, односно на извршител, и оние постапки кои што се, односно премите кои што се дадени на нотар и на извршител. Така што, доколку се работи за јавно предпријатие кое што е формирано од страна на државата или пак од страна на градот Скопје или од некоја од општините во Република Македонија, во тој случај задолжително по овој основ ги отпишуваат каматите, а доколку се работи за давател на јавни услуги кој што е приватна компанија, во тој случај се остава можност да се донесе одлука од страна на органот на управување, најчесто управниот одбор, за да се отпишат овие камати, или пак оној долг кој што е направен да се репрограмира во случајов, предпоставувам дека на тој начин му нудат некоја спогодба на гледачот за репрограмирање на самиот долг, со тоа што доколку се повика на овој закон, односно на ова законско решение, секако сметам дека гледачот ќе може да побара да му се отпишат
каматите доколку се направени по основ на користење на некои од овие јавни давачки. Да, и уште прашања кои пристигнуваат до нас, сите прашања што не успеавме да ги одговориме, сите ќе бидат поставени до адвокатот на граѓаните. Веќе идниот петок, нашата редовна рубрика Петочка во Добро утро секое утро. Се извинуваме, но навистина има преголем интерес и не можеме на сите прашања да одговориме. Ви ветуваме дека соработката ќе продолжи и сите прашања ќе ви бидат одговорени. Да не се секирате затоа што има реакции дека не сме ги гледале сите прашања. Не, ги гледаме сите прашања, не правиме никаква селекција, мислам сите прашања се валидни за одговор. Тука се адвокатите или адвокатот на граѓаните да одговори на сите ваши прашања со правна природа. Се разбира и правниот совет од Бојан Милошевски. Ви благодарам на вистина. Има уште на вистина премногу прашања што не успеавме, но добро. Идниот петок секако во наредна прилика. Ви благодарам на поканата. Да останеме само во добро здравје. Да. Апсолутно дека е така, се согласувам, здравјето ни е најбитно, да бидеме здрави, живи и да гледаме телевизија Алфа. Кратка пауза, па одјавување од денешната утринска Добро утро секое утро и најава за нашите колеги од информативната редакција.